Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Прва збирка од полки. Тајната на мудроста. Секоја мудрост е од Господа и со него останува таа за секогаш. Кој ќе ги изброи морскиот песок, дождовните капки и деновите на вечноста? Кој ќе ги испита височината на небото и ширината на земјата, бездната и мудроста? Најнапред од се е создадена мудроста, а и разбирањето на мудрост е од вечноста. Изворот на мудроста е словото на Севишниот Бог, а одот нејзин се вечните заповеди. На кого му е откриен коренот на мудроста? Кој го знае незиното стварување? Само еден е премудар и многу страшен, Господ, кој седи на својот престол. Тој ја создал и ја видел, ја измерил и ја излеал врз сите своји дела. Врз секое тело според својата дарба, а најмногу ги дарува оние што го љубат. Стравот Господов е слава и чест, веселба и венец на радоста. Страхопочита кон Господа го радува срцето, му дава веселба, радост и долго живот. На оној кој има страв од Господа, добро ќе му биде на крајот, благословен ќе биде во денот на својата смрт. Страхопочита кон Господа е дар од Господа, кој води по патеките на љубовта. Љубовта спрема Господа е славна мудрост, по својата промисла тој им ја дава на оние што ги милува. Почетокот на мудроста е страхопочита кон Бога. Таа е создадена кај верните уште во утробата на нивната мајка. Таа се утврдила меѓу луѓето на вечни основи, на нивните потомци таа ќе им биде верна. Страхопочита кон Господа е полнота на мудроста. Таа ги опива луѓето со своите плодови. Нивниот дом го исполнува со се што сакаат и сите нивни житници со своите плодови. На мудроста венец е страхопочита кон Господа. Тој дарува мир и крепко здравје. Тој не ја видел и ја изброил. Го излеал знаењето и спознанието на умноста и славата на оние кои имаат сила над неа ја возвишил. Корен на мудроста е страхопочита кон Господа. Долг живот се гранките нејзини. Страхопочита кон Господа ги отстранува гревовите, а кој нема страв, не може да се оправда. Гневот на нечистивиот не може да биде оправдан. Тежината на гневот е пат за него. Трпеливиот човек претрпува до крај, а потоа наградата негова е радост. До вистинскиот час ги сокрива своите зборови, а устите на мнозина ќе говорат за неговата разумност. Во сокривиштата на мудроста се загадките на знаењето, а на грешникот му е мрска богопочитта. Ако копнеш по мудроста, исполнувај ги заповедите и Господ ќе ти ја даде. Бидејќи стравот пред Господа е мудрост и поучување, а верата и кротоста му се угодни на Бога. Не биди недоверлив спрема страхопочита кон Господа, со срце раздвоено не пристапувај кон него. Не биди лицемерен пред другите и внимавај на својата уста. Не издигај се, за да не паднеш и да не бидеш осрамотен. Господ ќе ги открие твоите тајни и ќе те понизи среде целото собрание, затоа што не си пристапил искрено пред страхопочита кон Господа и што срцето твое е полно со лукавства. Прва збирка од Полуки, 2 глава.
искушението на верниот. Синко мој, ако сакаш да му служиш на Господа, приготви ја душата своја за искушение. Подготви го срцето твое и биди цврст. Не збунувај се во часост на напастување. Прилепи се до него и не отстапувај, за да бидеш прославен во последниот ден. Прифати се што и да ти се случи. Биди трпелив и во промеливостите на твоето понижување. Зашто како што златото се испробува во оган, така Божите избраници се проверуваат во фурната на понижувањето. Верувај во Господа, и Тој ќе ти помогне. Оди по прави патишта и надевај се на Него. Вие што имате страхопочит кон Господа, чекајте ја Неговата милост. Не оддалечувајте се од Него, за да не загинете. Вие што имате страхопочит кон Господа, имајте доверба во Него. Наградата ваша нема да изостане. Вие што имате страхопочит кон Господа, надевајте се дека ќе добиете добро, вечна радост и милост. Погледајте ги поранешните поколенија и видете, дали се посрамил некој што верувал во Господа? Дали некој кој имал страф од Господа бил напуштен? И дали некогаш бил презрен оној што барал помош од Него? Зашто Господ е милостив и милосрден, ни ги проштева гревовите и не избавува во деновите на неволја. Тешко им на плашливите срца, на обесхрабрените раци на грешник кој оди по две патеки. Тешко му и на обесхрабреното срце, тоа не верува и затоа нема да најде закрила. Тешко вам, што сте го загубиле трпението. Што ќе правите кога ќе ве посети Господ? Оние кои што имат страф од Господа нема да бидат недоверливи кон Неговите зборови. Оние кои што го сакаат, одат по Неговите патишта. Оние кои што имаат страф од Господа ја исполнуваат Неговата волја, а оние што го љубат, го пазат законот Негов. Оние кои што имаат страф од Господа го приготвуваат своето срце и се понизуваат пред Него, во својата душа велејки, да паднеме во рацете на Господа, а не во рацете на луѓето. Зашто каква што е Неговата големина, таква и Неговата милост. Елиезер,